Наплатата на даноци придонесе заклучно август е повисока за 120 милиони евра во однос на минатата година. Ова укажува на поголема економска активност, односно поголема добивка на фирмите, повисоки плати и нови работни места, вели министерот за финансии Драган Тевдовски. Тој посочува дека даноците и придонесите пораснале за 7% во однос на минатата година, што значи продолжување на позитивниот тренд во однос на второто тромесечие годинава, кога економијата постигна повисок раст на бруто домашниот производ од 3,1%. Наплатата на даноците покажува интензивирање на економската активност. Во периодот јануари-август наплатата на даноците е 7% повисока. Ова се должи во голема мерка на растот на данокот на добивка, чија наплата е подобра за 25% во однос на лани, или за околу 35 милиони евра. Тоа укажува на зголемена активност на фирмите. Исто така има раст на придонесите на 7% и укажува дека трендот на раст на плати и нови работни места продолжува и во после второто тромесечие. Имено високата наплата на придонеси во првото полугодие од годинава е поврзано со растот на платите за 5,6% и растот на бројот на работни места за околу 10.000 нови, рече министерот за финансии Драган Тевдовски. Од друга страна, од финансии велат дека сервисирањето на обврските од државата се одвива непречено. Обврските се покриваат редовно. Повратот на ДДВ кон фирмите е навремен и неселективен. Од почетокот на годината до крајот на август во стопанството се вратени 250 милиони евра поврат на ДДВ. Во август имавме извршено најголем поврат во последните години, во износ од 44 милиони евра. Со обезбедување на ликвидност на фирмите се подржуваат нивните тековни, но и инвестициски активности. Во овој период се забележува поголема инвестициска активност на компаниите. Имено, ако се анализира увозот во периодот од јануари-јули 2018, најголем раст од 19,7% се забележува кај секторот машини и транспортни уреди. Овој податок укажува на раст на инвестициите на фирмите во основни средства. Тоа ќе придонесе за раст на економската активност и во иднина, поголемо производство и нови работни места, се вели во соопштението од кабинетот на министерот за финансии Тевдовски.